Во студиото ни се Дуња Иванова и Љубиша Кондев од велосипедскиот клуб Енерджи од Скопје. Тие годинава, исто како и минатата, беа единствените представници од нашата земја на една навистина премиум маунтен байк трка која што се случуваше во Република Хрватска. 4 острови се нарекува истата. Имаме и слики со кои што ќе се обидеме колку толку да ја доловиме атмосферата што се случуваше таму. Љубиша и Дуња, ви посакувам добри дојде во нашата утринска на Тилма и аплауз за или навистина браво за она што сте го оствариле неодамна во Хрватска. Ти благодарам. Благодариме на поканата. Ајде да споделиме со гледачите, затоа што ние сега, додека не светеа камерите црвено, споделивме навистина убави работи, ама сето тоа заслужува внимание во ТВ етерот. Минатата година ви беше вашето нели прво учество, годинава по втор пат сте на оваа трка, што некоја разлика или паралела да направиме ако споредуваме од минатата со ова? Што беше различно, што беше подобро? Полошо? Полошо, не може да биде полошо. Да, оваа година беше значително подобрување во однос на организацијата. Главната разлика е во тоа што од оваа година 4 острови се одржува под брендот на Epic серија. Тоа е на глобална мрежа на организација на маунтен байк надпревари, маратони пред се, од едно највисоко ниво. За нас лично оваа година беше едно, да кажам, покомотно искуство, затоа што знаевме што не очекува во смисла на теренот. Иако не може се да се запамти затоа што тоа се навистина долги патеки со вкупна должина од 272 километри кои ги изминавме во тие 5 денови, меѓутоа да речам ментално и физички бевме навистина повеќе подготвени. Исто така конкуренцијата оваа година многу поголема од минатата. Да, 35 тимови бевме во нашата категорија мешани парови. И не само поголема, туку и да кажам посилна во смисла, па не и сите тимови да речам беа искусни возачи, представници на професионални тимови кои се надпреваруваат долги години во својот живот, така што ова постигнување за нас е навистина голем успех. Љубиша, твоите импресии од годинава, со оглед на тоа што спомена и Дуња, на многу повисоко ниво сето ова годинава, многу поголема конкуренција. Какви се твоите импресии и впечатоци од она што се случуваше, бидејќи се вративте завчера, така, односно во неделата? Да, во неделата. Па да, како што кажа Дуња, оваа година имаше повеќе надпреварувачи, поголем предизвик беше за нас, покрај тоа што ни беше позната патеката, оваа година беше и малку потешка во некои сегменти, затоа што и временските услови беа поразлични од лани. Во етапата на Црес цел ден ни паѓаше дожд, сите места беа потехнички за разлика од лани, значи самата ерозија на земјиштето што лани на некои места многу полесно сме проаѓале, оваа година беше малку потехнички. Така да впечатокот е дека ние оваа година бевме доста и физички поспремни за разлика од лани, затоа што не знаевме што не очекува. Да, и буквално извозевме без никаков физички проблем, нити никаков технички дефект кој што е таму многу битно за да завршиш. Спомена Дуња, се надпреварувавте во категоријата мешани парови, што тоа подразбира, бидејќи сте нели 5 дена возење, 4 острови се во прашање, кои се островите ве исто може да споменеме на гледачите и како вие едни со други се надополнувате? Возите во исто време или едниот вози па другиот одмара додека другиот вози, како оди или што значи тоа мешани парови? Двајцата сте во исто време? Мешани парови, да подобјасниме за гледачите. Да, значи дека тимот се состои од еден маж и една жена. Имаше и други категории, значи тим на мажи и тим на жени. Во нашата категорија задолжително е еден да е маж и една жена, значи стартуваме во исто време и не смееме да ја надминеме таа разлика помеѓу нас од 2 минути. Значи разликата помеѓу нас не смее да биде поголема од 2 минути. Доколку тоа се случи, ќе не казнат со додавање на екстра време, што не е добро за нашиот конечен пласман. И тоа значи дека... Значи вие постојано се следите еден со друг, што ако едниот отиде малку понапред, веројатно тука сте со координација да... Па да, ние се делевме на сегменти, да, сегменти каде што Дуња возеше напред на некои сегменти, на некои други сегменти јас возев напред исто и така се пратевме затоа што на некои делови каде што имаше брда, да кажеме Дуња си го возеше незиното темпо, на спустови, малтене јас го чистев патот пред нези кажував каде има препреки, каде најдобро може да се
разминеме, да се поминеме и Затоа е важна таа комуникација и во текот на подготовките за овој маратон, за едноставно да ги сознаете кои се предностите, а кои маните на вашиот партнер и каде на кого му треба дадена поддршка за да може да функционираме како што треба. Ти пред малку спомена 272 километри, меѓутоа она што не го споменавме е важно, висинското искачување од 5890 метри, што е многу вака звучи. Меѓутоа верувам еве со оглед на тоа што и јас имам нели до некаде некое аматерско искуство во возење велосипед, меѓутоа знам што значи нели кога ќе искачувате толкава надморска висина. Каде или во кој ден ја имавте можеби кризата? И затоа што нели претходно споменавме, многу е важно и психички да сте ментално да сте многу подготвени за овој подвиг кој што ве очекува. Тоа се сепак нели неколку денови возење, многу километри во прашање, многу добра физичка подготвеност, меѓутоа и она што ни во глава особено знае да не ги некогаш успори или придвижи забрза работите. Како ви беше вам годинава, еве Љубиша, имавте ли кризи, кога се случуваа, како се бодрите во тие моменти? Па кризи најмногу настануваа, да кажеме, можеби во некои средишните делови на патеките, каде што веќе телото мора да се нели да се регенерира и тука принцип знаевме дека тоа може да ни се случи и намалувавме малку со темпото. А најголемите проблеми ни се случуваа во моментите кога имаше делови каде што моравме да ги бутаме велосипедите. Имаше и такви делови? Да, имаше такви делови каде што беа многу тесни и знаеше се создаде голема гужва на велосипедисти и автоматски не можевме негдека буквално да се движиме од што имаше гужва. Да. И потоа да се вратите во темпо. Да, тука веќе малку се лади телото, а треба да се вратите во Зашто мораш да одиш пешки, а ние цело време педалираме. Да. Кои се островите, само да ги споменеме, како се тие поврзани, како вие се менувате од еден на друг остров, малку тоа да им го доближиме на гледачите? Да, целиот пакет на организацијата нудеше две опции, од кои едната беше да престојувате на брод и бродот ве пренесува од еден на друг остров. Првиот ден на надпреварот беше пролог со кој се одредува стартната позиција за првата етапа на островот Крк и потоа со брод се движите кон следните етапи, значи Крк, Рап, Црес и Лошинј се островите. Воопшто нема простор за одмор, за оддишка, затоа што веднаш по завршување на трката е грижата околу велосипедот, грижата кон Тоа се сами правите, нема тим кој што би се грижал за За жал не бевме моќни, клубот не е моќен да испрати тим. Меѓутоа останатите надпреварувачи кои го можеа тоа и го имаат таа поддршка. Да, верувам дека тоа дополнително е за нив олеснување затоа што можат да се фокусираат на себе, и на одмор и концентрација за она што ги очекува. Како ве прашав нели за тие кризни моменти, меѓутоа во поглед на исхрана, колку часа во текот на денот возевте? И како се грижавте во однос нели на исхраната? Дали има пунктови каде што ќе застанете, ќе се одморите, одмор нема, меѓутоа нели ќе се напиете вода, можеби ќе се енергетски дигнете малку, како одеше тој процес? Пунктови има во текот на самата трка, 2 до 3 пунктови кои служат токму за тоа. Меѓутоа ние не застанавме на ниту еден, затоа што се испланиравме енергијата, земавме храна со нас, доволно течности, буквално знаевме колку ќе ни издржи целата храна и напитоци за таа етапа, но сепак се припремавме вечерта претходно, ручекот претходно, доручекот, сето тоа мораше да биде важно. Да, многу важно за да може да енергетски да се издржи. Да се издржи, затоа што ние таму организаторот имаше обезбедено ручек после самата трка и нормално имавме оброци на самото сместување на бродот, каде што имаше специјален шеф-кувар кој што готвеше специјална храна за надпреварачите. Велите од искуството кое што го имавте минатата година, сега имавте можност нели дополнително да се подготвите за она што ве очекуваше сега, оваа година. Што значи тоа во процесот на подготовките? Имавте цела една година нели за да се спремате. Како се подготвувавте тука, во нашата земја или можеби некаде надвор бевте? Па ние оваа година и како сите години се подготвувавме тука во Македонија. Подготовките почнаа веќе од ноември месец.
И со моменталните услови што ги имавме во Македонија, немавме многу шанси да се подготвуваме на начинот како што возевме во Хрватска, затоа што тука немаме такви терени. Ги нема тие терени, временските услови беа некогаш добри, некогаш лоши. Доста делови од тренизите ги имавме и во затворена просторија. Другите делови од тренизите Дуња си ги одвиваше во фитнес револуција, каде што го спремаше целото тело, буквално да го издржи тој екстра напор тоа што беше. И возевме, некои делови моравме ги возиме заедно тука, за да се научиме еден со друг. Да функционирате како тим. Дејан Новковски ни ја направи целата програма. Нашата цел беше 4 острови и навистина тоа ревносно и секојдневно ни праќаше тренинзи. Можам да заклучам дека воопшто по завршувањето на петиот ден не бевме воопшто уморни. Баш тоа разговаравме дека како нема се уште некоја етапа, таман влеговме во форма. Таман сте се подготвили на како што не го чувствувавме тој замор како што тоа беше лани. Например, мислам дека лани беше еден поголем шок за нас, затоа што навистина и тие што за прв пат оваа година се надпреваруваа, стигнуваа во целта во пред колапс. Буквално ги држаа од точаците и ги сиднуваа, затоа што такви бевте вие минатата година или имаше моменти, имаше кризни моменти, да. Ете тоа само зборуван или колку е важна подготовката, она што велиш целосна програма со тренинзи како ќе функционирате и кога имате цел, подготовката за таа цел верувам дека е многу поедноставна. Од сликите кои што ги погледнавме, навистина може да се види една преубава природа. И сега прашањето ми е дали некогаш верувам вие сте навистина сконцентрирани кога возите, внимавате на се околу вас. Меѓутоа, знаете ли за момент да ви забега мислата и очите во таа убавина која што е насекаде околу вас? Или едноставно сте фокусирани на тие две тркали и тоа е тоа? Знаеш како се пред да одиме и сега од кога се вративме, и јас исто кога ги гледам фотографиите и си викам стварно преубаво место, рај на земјата. Меѓутоа, кога сте таму, не го забележуваш тоа? Го забележуваш, не те интересира. Едноставно не може да ја покрene таа емоција кај тебе. Едноставно те интересира како да се одмориш, да бидеш добро најаден, добар сон да имаш за утре дента да стартуваш, да се чувствуваш како што треба. Затоа што ние сме на велосипед од 3,5 до 4,5, некогаш и 5 часа по една етапа. И тоа е навистина долго време да може да се издржи. Така е. Љубиша, само некаде пред крајот, предходно ми ја спомена Африка, ако не се лажам, дека сето ова потекнува од таму. Малку да дадеме појаснување и за тоа, за историјатот на целата оваа етапна трка? Па да, Епик серијата потекнува од Кајп Епик, тоа е најпознатата маунтин байк етапна трка во Јужна Африка. И Епик серијата е сушност на некој начин квалификација за учество на таа трка, затоа што не може баш секој да учествува таму. Многу се чека, некои тимови дури чекаат 4 до 5 години за да добијат вајлд карта за да учествуваат таму. Таму условите се сосема различни од овие од Хрватска, дури уште побрутална е патеката, качувањето е многу поголемо, висински, дистанците се многу поголеми и сите тежнеат на некој начин да го искустат и почувствуваат тоа искуство тамо на Кајп Епик. Ова што се случува во Хрватска е единствено на Балканот, да кажам, како модел на овој тип на трка? Да, единствено на Балканот, има такви во Швајцарија, во Андора, во Англија, на пар места, има дури и во Австралија. И сега сите надпреварувачи си бираат на кој каде повеќе им одговара. Што е следниот предизвик за вас? Верувам дека тука не застанувате и дека овој поголем успех кој што сте го направиле годинава дополнително ќе ве мотивира за следно нешто. Сега да се регенерираме. Прво да се одморите, не размислувате на следниот подвиг. Па сега следуваат надпреварите од домашната лига. Секако дека имаме планови, меѓутоа сето тоа зависи од финансиската поддршка која ќе добиеме, затоа што без тоа ништо не е остварливо. Така е, да.
Супер, ви благодарам многу за ова дружење денеска, за споделените импресии. Ви посакувам на вистина успеси и понатаму. Дуња, тебе те гледаме и на сцената со пијано, верувам. Да, на 18 мај веќе да најавиме нешто. Ќе најавиме. Да. Мултимедијален настан триптих. Мислам дека ќе ме видиме. Ќе се видиме пак. тогаш повторно, да, само тогаш веројатно ќе те препознаат гледачите, нема да бидеш вака облечена во велосипедска упрема. Во сосем еден друг амбиент ќе се дружиме и за тој настан. Фала ви многу и ви посакувам успеси и понатаму.